Добродојдовте во урбаните вести. Со дополнителни 40 милиони динари ќе се зголемува јавното зеленило во град Скопје. Ова е првата вест за денеска во вестите. Останете со нас. Намален буџетот на град Скопје, но ќе има нови проекти. Квалитетна музика достапна за сите од 21 до 24 јуни на повеќе локации во Скопје. Парични награди за креативни граѓани и компании. Општина Ѓорче Петров ќе пренесува идеи и искуства од општина Ормош, Словенија. Слободни 11.661 место за упис на студенти науки. Дополнителни 40 милиони динари за реконструкција и подигнување на јавното зеленило. 5 милиони динари за расчистување диви депонии. Средства за изградба и реконструкции на улици и мали плоштади и дополнителни 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности се предвидени со ребалансот на буџетот на град Скопје, која ќе се разгледува на предстојната седница на Советот. На предстојната седница на Советот на град Скопје ќе биде разгледуван предлог за изменување на буџетот на град Скопје за 2018 година, со која е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства. Во таа насока, буџетот на градот за 2018 година ќе биде намален вкупно за 27 милиони денари, наместо предвидените 4 милиарди 254 милиони денари. Град Скопје во текот на 2018 година со овој ребаланс планира да потроши вкупно 4 милиарди 227 милиони денари. Овој ребаланс е подготвен согласно усвоениот прв квартален извештај за извршување на буџетот на град Скопје за 2018 година. Во ребалансот кој ќе се гласа на 20 јуни, најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот за комунални работи, каде е предвидено зголемување на средствата за 67 милиони 150 илјади денари, како и за секторот за сообраќај, каде е предвидено намалување за 104 милиони 850 илјади денари. Во делот на комуналните работи, најголемото зголемување се однесува на реконструкција и подигнување на јавното зеленило, каде се предвидени дополнителни 40 милиони денари. За расчистување на диви депонии предвидени се дополнителни 5 милиони денари. Во делот на капитални расходи од областа на урбанизмот, предвидени се средства кои претходно не беа предвидени, а се однесуваат на изградба на улица Ленинова, реконструкција на булевар Никола Карев, изградба на улица Боца Иванова, изградба, одржување и реконструкција на улица Братфорска, улица Македонско-Косовска бригада, Андон Димитров, Живко Фирфов, како изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основачки влог за новото АД за енергетски дејности, со која граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување на системот за топлинска енергија, како и започнување на процесот за гасификација на Скопје. Од 21 до 24 јуни на повеќе локации низ Скопје ќе се одржи првиот фестивал на улични музичари во Македонија. Програмата ќе биде жанровски шаренолика и квалитетна. Артистите ќе настапуваат на повеќе локации низ градот, со што јавниот простор низ кој минуваат граѓаните ќе биде претворен во место за вистинско урбано музичко уживање. Инспирирани од желбата на Скопје да му подарат несекојдневно уметничко доживување, група ентузијасти одлучија да го организираат првиот фестивал на улични музичари во Македонија. Водени од мотото "Уметноста и припаѓа на улицата", а улиците му припаѓаат на секој граѓанин, донеса одлука секоја година неколку дена во јуни Скопје да го претворат во голема музичка сцена под отворено небо. Фестивалот го следи форматот на музички фестивал, со што се стреми да го вброи Скопје во мапата на познатите музички фестивали. Идејата е музиката да не се дели на улична и естрадна, туку да ги спои на иста сцена врвните музичари и аматерите кои секојдневно забавуваат илјадници луѓе на улиците. Програмата ќе биде жанровски шаренолика и квалитетна. Артистите ќе настапуваат на повеќе локации низ градот, со што јавниот простор низ кој минуваат граѓаните ќе биде претворен во место за вистинско урбано музичко уживање. Со цел да биде достапен за што повеќе граѓани, фестивалот ќе се одржува од 21 до 24 јуни на неколку локации во различни делови на Скопје: плоштад Македонија, градски парк, трговски центар Лептокарија, паркот кај авиончето во Ново Лисиче, плоштад Скендербек и Боемска улица.
Учество ќе зема 24 артисти, групи и ансамбли. Изборот на изведувачи е направен врз основа на квалитетот на музиката и жанрот на музиката со која ќе настапат артистите. Настапите ќе започнуваат во 3 термини, од 18, 20 и од 22 часот, а на последниот ден од фестивалот настапите ќе почнат во 12 часот. Креативните граѓани кои се трудат да придонесат за заштита на животната средина беа наградени од град Скопје за најеколошка компанија, најубав уреден двор во куќа и во училиште. Но овој конкурс на градот не беше интересен за средните училишта и за луѓето кои живеат во стамбени згради. Во овие категории никој не се пријавил, па затоа средствата немало кому да се додалат. Компании, личности, објекти, ученици имаа можност да учествуваат на јавниот конкурс што во месец март на Денот на екологијата го распиша градот Скопје. Објавените резултати од конкурсот треба да стимулираат мотив за заштита на животната средина од сите жители на градот и секако најдобрите примери да бидат парично наградени. Најеколошката компанија Green BSN Македонија доби награда во износ од 45.000 денари. Со истиот износ беше наградена Солева Евдокија, авторката на книгата Стандардот ISO 14001. Населбата Хром има најубаво уреден двор, а таму живее семејството Ефтимови. Добитничката Весна Ефтимов беше наградена со 40.000 денари. Во Срешево се наоѓа најубавиот училишен двор, каде е сместено основното училиште Наум Охридски. И за нив наградата е 40.000 денари, средства кои сигурно дополнително ќе придонесат за заштита на животната средина. Учениците од основните и средните училишта имаа можност да творат и писмено да се изразуваат на тема екологија. Највишти во тоа беа осмоделенката Ева Јовановска од основното училиште Григор Прличев и средношколката Дијана Дурловиќ од Саба. Двете заслужено го збогатија личниот буџет со по 10.000 денари. Не беа запоставени и оние кои неубаво се изразуваат преку цртањето и боењето. На истата тема екологија, според комисијата, најкреативно се изразил Максим Дамјановски, трето одделенец во основното училиште Кирил Печиновиќ. И тој, како и претходните добитници, се израдуваа на сума од 10.000 денари. Сепак, оваа благородна и стимулирачка иницијатива на главниот град не беше интересна и предизвикувачка за лицата кои живеат во колективни домувања, како и за дворовите на средните училишта. Па така во оваа категорија воопшто немаше пријавени учесници, иако беа предвидени парични награди, истите немаше кому да се додалат. Во иднина градот не само што треба да влијае на свеста на граѓаните за екологијата и заштитата на животната средина, туку треба да развива форми со кои ќе стимулира дела и творби за помасовно учество на јавни конкурси. Идеи и искуства кои ги применува општина Ормош од Словенија во делот на водоснабдување, наводнување и прочистителни станици на отпадни води, ке ги применува и општина Ѓорче Петров. Оваа соработка е резултат на посетата на градоначалникот Александар Наумовски во оваа општина. Делегација од општина Ѓорче Петров, предводена од градоначалникот Александар Наумовски, при официјалната посета на општина Ормош, Република Словенија, направи теренски увид на инфраструктурни проекти од областа на водоснабдување, наводнување и прочистителни станици на отпадни води. Како што информираат од општината на градоначалникот и останатиот тим од општина Ѓорче Петров, им биле презентирани начините и можностите на искористување на средства од фондовите на Европската унија. Исто така представниците на општина Ормош им ги презентирале резултатите и ефектите од реализираните проекти. Тимот на општина Ѓорче Петров извлече идеи и искуства за кои ветија дека силно ќе се заложат да ги реализираат и да овозможат подобар живот за сите граѓани. 11.661 слободно место има за упис на студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи, според конкурсот кој го објави Универзитетот. Првиот рок за пријавување на кандидатите е на 30 и 31 август, вториот рок е на 13 и 14 септември, а третиот рок на 24 септември. Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје го објави конкурсот за запишување студенти во прва година до дипломски студии во учебната 2018-2019 година. Според конкурсот, слободни се вкупно 11.661 места, од кои за редовни во државна квота има 5.913, редовни со кофинансирање на студиите 4.573 и за вонредни студенти 1.175 места.
Како и во минатите години, цената за редовно студирање е 200 евра, а за кофинансирање на студиите и за вонредни е 400 евра. Условите и критериумите за запишување и потребните документи се појаснати во конкурсот, кој Универзитетот Свети Кирил и Методи го објави на својата веб страна ukim.edu.mk. Првиот рок за пријавување на кандидатите е 30 и 31 август, вториот рок е на 13 и 14 септември, а третиот рок на 24 септември на факултетите на кои ќе има слободни места. Во деновите од викендот и понеделник во попладневните часови во Македонија ќе биде нестабилно со локален дожд и грмежи, а температурите ќе се движат околу 30 степен. Во Скопје температурата утре ќе достигне 27 степени. Недела исто така 27, понеделник 31 и вторник 29 степени. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Ја користам оваа прилика од името на Прва Скопска на сите граѓани од муслиманска вероисповед да им го честитам денешниот празник. Пријатно!